Slušam kaj šumat, šumite, bukite. Slušam kaj šumat, šumite, bukite. Slušam kaj šumat, šumite, plačat za vojvodata, kapitano. Slušam kaj šumat, šumite, plačat za vojvodata, kapitano. Drugari verni, drugari makedonci, drugari verni, drugari makedonci, pogani selo vrnite, so konji da ne tropate, ne tropate. Pogani selo vrnite, so konji da ne tropate, ne tropate. Puški da ne frlate, ne frlate. Патувајќи низ поречијата, поточно речено низ Долно Порече, во правец на поранешната општина Самоков, со намера да направам нова репортажа за овој регион, безброј пати во пресред ми доаѓале сообраќајните патокази село Девич, село Локвица, село Драговдол, Горни Долни Манастирец, Самоков, а посебно во очи, така да речам, ми идеше написот на сообраќајниот знак на кој пишуваше Косово. Кога речиси пред 5 години дојдов во поречното село Косово и за него да направам репортажа, кога мештаните ми ги набројуваа неговите соседни села, како едно од многуте села кои, така да речам, ме закопкаа да направам документарен запис, беше и селото Горно Ботуше. Иако со години крстарам из Поречијево, така да речам, никако не му доаѓаше редот на ова село да направам и за него документарен запис. Една стара народна поговорка вели: не кога сакаме ние, туку кога Господ ќе окаже тоа. Може би се прашувате зошто се одлучив да дојдам во селото Горно Ботуше. Одлуката падна, така да речам, пред половина година, кога едно августовско утро, овогодишно во 2019 господово лето, рано, можда рано, ми зазвони мојот телефон и како и секогаш кога некој ме бара преку телефон, ја кренам слушалката, а од другата страна, така нарано да се изразам на телефонската жица, слушнав еден непознат глас кој ми вели: добро утро, Зоран, како си? Да не те разводи, ми рече. Добро утро, му реков. Буден сум, одамна сум буден, дорадов. Ете, јас така порано, знаеш, по селски, од Горно Ботуше се јавувам. Еве овде рано изутрина, пред изгресонце, што се вели, сме собрани кај еден пријател во неговиот двор, си разговараме кого да викнеме да ни направи репортажа за селото Горно Ботуше. Арно, ама така да речем по поречански, додека се нагаѓавме која телевизија да ја викнеме, на телевизоров те видовме тебе и си рековме: ете како нарачен од Бога се појави на телевизоров, Зорана ќе го побараме да ни дојде во нашево село да ни биде гостин. Моето име е Саво, а презиме Костадиновски, ми рече. Што велиш ти? Ме праша. Слушај, вака да ти кажам. Одамна му се токмам на твоево родно село Горно Ботуше да го посетам, ама никако да му дојде редот, како што знаете вие поречени да кажете, малку на повисок глас на шега му подвикнав: ете сега кандисај се. И тој со повисок глас ми довикна од другата страна на неговиот телефонски апарат:
Ние своето го кажавме. Сега оставаме на тебе, слушнав како ми довикуваа неколку гласови во хор. Бива, како не бива, им реков. Туку да те прашам, дали може да дојдам околу празникот Пантелеймон, им предложив. Може, како не може. Ти од Скопје до Македонски Брод да дојдеш, а другото си е наше, ми рече. Договорено, им реков. И навистина така и бидна. На сам ден на Пантелеймон, рано изутрина во зорите, заедно со мојот пријател Митри Грчевски, по потекло од Мариовското село Врбско, тргнавме напад. Времето беше вистинско летно, но свежо, погодно за патување, по речиси 200 километарската патна делница, која водеше од Скопје, преку Тетово, Гостивар, Стража, Тичево, до Македонски Брод, каде што ме чекаше мојот пријател Саво Костадиновски, родом од селото Горно Ботуше, еден од многуте поети, прозаисти, патописци, есеисти и литерарни преведувачи од поновата генерација во Република Македонија, кој поголемиот дел од својот живот го минува во туѓина, каде што неговата печалбарска одисеја ја почнува уште од најраната младост и таа негова животна книга ја бележи страница по страница, ја пишува и допишува се до ден денешен и заедно со него го продолживме патот по делот 50 километарскиот асфалтиран криволес пат во правец на Самоков, поминувајќи низ затарите на селото Дебич, селото Локвица, село Драгодол, село Долни Манастиреш, градчето Самоков, продолжувајќи по асфалтираниот пат до крстопатот, поточно речено до сообраќајниот знак на кој пишуваше село Косово, продолжувајќи по според нашата проценка 7 километарскиот планински макадам, кој кривулисто се извиваше низ многолетната дабова шуба на планинскиот горостац Добра вода, попатно застанувајќи на неколку места, малку да одмориме и да и се насладиме на колоритната убавина што и го дарила природата на овој крај, поменувајќи ни заторот на селото Долно Ботуше и по речиси 30 на минути возење стасавме во селото Горно Ботуше, распослано на југозападната падина на горостасната убавица Добра вода, со куќите наредени како монистра на ѓерданки и бисер, кој од утро до вечер раскошно блескоти под зраците на поречкото сонце. Наминав и во Горно Ботуше, мојот пријател домајчин заедно со престанатите 5-6 души мештани од ова село, Саво Костадиновски, а воедно и водич, не само мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам делот неполекливата драгоцена слика за Горно Ботуше низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село. Со надеж дека помеѓу помладите Горно Ботушани, по раѓање или по потекло, особено оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно опатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборовот, туку мојот пријател и домаќин Саво Костадиновски да ми ги раскаже многуте негови приказни за неговата печалбарска одисеја, која ја почнува уште од најраната младост и таа негова жива книга ја бележи страница по страница, ја пишува и допишува се до ден денешен, сето тоа преточено во еден документарен серијал со работен наслов Саво Костадиновски, печалбарска одисеја, жива книга. Еве овде ќе се наоѓаме во селото Горно Ботуше, во дворот на Стојковски Дамјан, каде што сум јас роден. Мајка ми е од Стојковски Дамјан, ќерка. Ова е твојата родна куќа? Тоа е родна. Колку соби овде има куќава? Овдека има 4 големи соби и една голема огниште, така речено.
каде што се печеше леб, се разбира. И долу беше подрум, клет за коњите. Така. И што рече, овдека си роден и овдека беше твоето детство? Овдека јас сум роден 1950 и завршив мое основно училиште 4 разреда во селото наше. После 1960-61 година се преселивме во Гостивар. Тамо го продолжив моето основно образование. Еве сега што можам да кажам, што мене посебно растревожува. Овој катанец може би пола веќе. Откако ние сме одселени, овдека времето си кажува своето, овдека каде што беше дворот, се разбира чист, убаво уреден, сега е така затребен, како и целава оваа околина што е зарастено, не се познаваат ниту ниви, ниту ливади. Овдека, кај дедо ми Дамјан, кој имаше 5 черки, ова беше полно живот. Исто така и неговиот брат Виде одма комшивскава куќа, таа беше исто со неколку негови синови и черки. Овдека имаше само во ова средок скоро едно школско оделение деца, а сега нема никој. Сега да напомнам и тоа, ова беше чардакот и 2 соби едно до друго и се продолжуваше во другите 2 соби. Значи, од овој чардак имаме голем, добар поглед према селото Ботуше, а воедно и кон селото Долно Ботуше. И на Каршија тамо према планините Јакупица, Даутица се гледат према планината Фојник. На таа планина во малку во подножието се наоѓа селото Косово. Одовде може да се добро види, ова е Фојник и испод е селото Косово, па долу е Растеж и патот за Самоков долу, од Самоков па за Македонски Брод. Почитувани мои, додека со мојот пријател Саво Костадиновски и со нашиот возач Митри Грчаревски се насладувавме од колоритната убавина која му ја дарила природата на ова село и од хоризонтот што не обкружуваше, спроти нас ми прииде една бабичка според моја проценка на околу 75 години и откако си направивме здравоживо и си рековме како сме и што сме, ми рече: Како се викаш? Марица, А презиме? Крајчевски. Од кај си родом? Од Заград су ја. Од Заград? Од кај фамилија? Некој Миско, некој Билбил, ако слуша. Така. Како се викаше татко ти, мајка ти? Билбил, мама, Лица на женско име. Така. Колку браќи и сестри сте? Сестри сме 3, а 20 браќа сме. Така. А сега колку деца да вишува? Ќе прашаме. А ова што да ми кажеш, домајчето како ти се вика? Велко. Велко, а? Велко. Што години имаш? Не значи си опрашаш него. Така, некаде 80 наближиш? Готово, него ќе опрашаш, што ќе ти кажа? Така. Вака се... Не со цигарата. Знам, да не направиме да запалиме, да. Вај курцулив не. Ајде, да имаше пожар, а? Чути кога не изгоревне све. Ајде, слушаме сега овој. Може да ми кажеш пред колку години си се зведавте со домаќинот твој? Со Веломира? Не знам колку е. 50 ти. 50, на? Кое време беше тоа? Зимно, летно, есене, пролетно? Беше кај Божик тоа. Кај Божик, а? На прв Божик сме. Така. Како тезене, бегалка или со стројници? Море свадби, море гајди, море музики, помно беше. Така. Како се викаше свекор ти и свекрва ти?
Свекрва ми Ленка на женско име, свекор ми Стевко. Стевко, а? Стевкојца се викаш иначе по машко, така? Стевкојца, помажа Так. Стевкојца. Тебе овде како те зна по машкото име? Ме снабиле. Така, така, Фамилија Веломирова ме снабила и дојдовме. така. Колку Господ целот ви даде? 7, 7, а? 4 ќерки, 3 синови. Колку внучина имаш? Охо, 30 внучиња има ја. Имаш. Па превнучиња, па појќе. Так. Кој ти се помили, првото или последното? Сите ми се мили, сите Так. нека ми се живи, кој си е болен нека си стане, и моите нека ми се живи. Така, така. Дојде по некој вака да те видат. Бев ја тамо, бев, Така, а сега ќе дојдат уште мало. така, така, така. Што поработува се вака во години? Ништо, си седиме, си садиме гравче, кромпирче, колку да си живеткаме со старо. Така. Овде ке само село колку ми останавте. Ние тројца, Како се викаат другите? Слобода и Цвете. Е, вака едно навечер кој ќе заврши работава тука ни село, кој ќе се видите, што се му обетите? Ма ништо, што ќе си му Не набети. и на тия никој. Кооперација имате? А? Кооперација во селово. Нема ништо. Ами за солца, брашно, Ма ми носат, те порачаме, ќе дојдат и ми донесат. така, така. А. Што чуваш вака дома? Нешто кравичка, козичка чуваш? Едно магаре, друго ништо. Како му е името на магарето? О, го не зна како го... Марко, Марко, а? Машко, ај, Зеко ќе го вика. Зеко. Зеко. Добро, да се ми здрава и жива. Како што ни течеше муабето што се вели, спроти мене слушнав еден непознат глас како ми довикува. Ој Зорале, ој Гале, дојди понамамо, дојди подблизу да те видам. Идам, му довикнав. Што години имаш? 75 се. Така, од која фамилија си? Јас сум Бокио и знаеш, татко ми е Степко, Така? мајка Ленка, а брат имам Миливој, Јанде, сестри имам две, едната е Скопје, едната е Анџа, Митана. Така. Колку сме 50. Така. Овде селото порано колку куќи имаше и колку жители? Овде имаше 1000 жители. Така. До Горно Батуше, Так. Башка Долно. Овде имаше 8000 глави. Па за главата кој ни да ти не расправа. Со тоа се живееше гости, ројни прилепи во водата. Пешки, знам како е пешко. Ова се да ми кажеш, кој му се соседни села на село Горно Ботуше? Ние, па еве соседни села кој се. Мамо Битое и Долно Ботуше, одавде Бенче, Звешан, право Косово растеш, тоа е. Е, сега вака, рече дека порано сте оделе на пазар пешки до Македонски Брод, до Гостивар, до Прилеп. Ја, да, Со што одевте? со коњи. Со коњи, а? Коњи немаше човека. Колку ден одевте на пазар? Ој, Па прилеп за 4-5 дена бенде таму. така. И имавте некаде конак, да речеме? Колек имаме она мајарјанива се викат, тој имаше еден стар човек. Ева и бабава таму ојла на пазар. Так, Да. так. И тука најше преноќат и натаму и наваму и после ти идеш пешки. Како се викаше даскало што те научи на времето да читаш и да пишуваш? Димко, Од кај беше тој? од овде. Од овде, а? Бежано се овде се, ова е катаре. Так. Колку бевте ученици во тогаш во тоа време? 100, 100 ученици. 100 ученици. Само еден учител ми учеше. Така, А така, она се учеше. така. Како ви сека црквата во селово? Црквата, ова имаме на црква тамо. Тя нема има за Свети Јоан и Така. за Водици и за Божик. Так, Овде така. тамо. Кој му е летна слава на селово? Летна слава на село се Богоројца голема. Така, Славиме вамо кај црквичено Так, на так. Господиница. так. Има приредба, све тоа се тогај. Кога моите слободници моите. Ќе да видиме за след добра мисла. Има и музика и све. Е, се ова да прашам, а твоја куќна слава? Моја куќна слава имаме е Свети Никола, пролетни, зимни и Великден. Так. Може да се сетиш како беше времето пред 50 години Аха. за Божик, за Великден, за Спасове. Ова се играше, се пееше, ја гајдаджија бе. Кедаџија? Само гајдата се ми е кожинката и заедно од моли ја не држи. Так. Имам гајдата. Колку 30 невести имам донесено овде. 30 невести. Да. Ја, убаво. А кај е научи гајдата, од кого е научи? Само од себе. Само од себе, а? Совци. И сами правим.
Так. Ето имам уша и руголјата, се седа, како што само месницата ми е извршена од моли. Колку мина се останавте во село? Ти што сте четворица сме. Ја и баба бе и уште 20 други. Так, так. Другите, ја дека дојдо под пензија се пуштим и си дојдо вама, ова ми е 18 година кога сум тук. Машала, добре, Ми добре. се напуша село, ова куќава, знаеш. Так, так. Ова е наш, мое, ова се што паѓа. Да се зитке за мијат изумре, уште ја останав. Так. Се се зитке едната Скопје, едната онам Сарајчино. Све се растурени, гостија. Тоа би мајка мера. Кој ќе прочете ни село, ти плаче ни душите што ова куќа празна. Да, празна. Човек, беше, илјада домаќинства бе ние. Овде имаше 8.000 овци, па крави, башка, па коњи, по 2 коња сите до гостија. Ноќе ќе станам во 12 сатот, ќе поеме гостија и до 4-5 сатот ќе продаваме навечер. Так. Остато е качено на коњи. Ќе отвориме, после имаме продавница, отвориме овде. Така. Да многу време. И школото ше учеше Так, деца. так, так. После 500 заврших тука и ја ако се женуе тога 500 го зедов. Так, так. После 8 завршив само го зедов. Отидов, а на работа бе. Так. Чекај кој се бараше кој ќе земам. После овде учев 6 месеци гази за дизер мајстор. Так. Зедов и тука со четвртка замина. Имам диплома. Так. Да се ми здрави жив, да ти е здраве жив И ти фамилијата. да си заживи, да би биде заживи фамилијата. Вака ќе дојдете, ќе направиме демуве, да още еден видео не си. Така, едно видување, што ќе да век. Така е. А мете се оставаш, овеше овде луѓе народ е рекол ја. Иду. Од овде патов имаме правено пешки до мостон долу. Так, так. Рачно, све. Од толку колку што си домаќинства, толку. Што онако мерен, дан. За 2 дена го секом. Имаше намус што се вика на времето, ќе викни појако, ќе викни протуѓаром. Охо. Немаше никој да не излези. Не. Овде урија бе. Ама со песни се работеше. Се со песни. Так. Онамо ојме за водици и за Божик. Така. Отаде, тамо коло ќе се играт, гајди свире, 5-6 гајди имаме. Овде ќе играт ке школа и мате вечерта. Старо школу ги имаме, со подрум беше. Так. Ова е ново. Ја баш ко се жени, тога и се правеше ова, 65-та прави тоа. Сето Ангарија. Си умраме, работи и ништо, то се ќе падне. Така. Баре, децата уче овде, после си замина. Так. Имат, поте не пусти сите. Арнама малку да го потпрашаше и Слободана Новески. Само уште ние останавме, ми велеше Велимир Траќевски, а на мојот домаќин Саво Костадиновски на сега со повисок тон го довикна. Саво гале, ти си помнат од мене. Дете во секаде да го одведиш, да го прошеташ ни секое сокаче, патче, влезете во секој двор, одведи го во црквена наша и неја да ја види, ама се да бележи, се да запиши. Јас се од село Горно Ботише, Новецки Китен, Слободан. Така. Иначе живеем во Тетово Брвеница. Така. Да, ма кога отиде фирмата во стечај Мабро 2011-12, па се засеал дека царата ми беше жив до тогај, па издршка му прави. 2016 почина таја февруарот и така остана повдак и на работа не можам каде да се снајдам. Так. И здравје се за уште за 5 месеци, пензија вечер. Ајде, нека Ирлија, што се вика, нека ти биди векојта. Туку вака едно да ме речеш пред колку години замина во Брвеница? Па има 25-30 години. Така, колку има тамо од Порече? Има скоро цело Порече во Брвеница. Аз не горем има 40 куќи. Так. Цел Горно Ботише од овде. Так. Има и Сарајчино и Палиши има. Так. Ова се да ми кажеш, одека сега што поработуваш, што се вика? Да ништо што поработиш, ево, куќата е одржава нешто. Емиш да подиви нешто. Тоа. Так. Ова село познато е по костените, има ова година костени? Има тоа најбогато овде во Македонски Брод. Так. И најголемо село, и најдобро мислам, еве се гледа самата природа. Така. А се за се нема народот, царите изумреа, младите неќе да се враќаат. Поработи си да во странство, кој како ќе се снајде така. Колку мина останавте сега? А ништо дека се 5 души идат. Како се вика? Крачевски Веломир и Марица, жена му, и Новецки Цвете овде, и
И да приду од сега летно време, пролетно време се за се и да се повраќа некој за костени оре и ова нешто. Ами, ова да прашам. Човек ќе охвата и грип, да речеме, настинка, на лекара ми, кај одите? А ние си бегаме назад, Така, зимно време. така, Се враќа Брвеница, тамо ми е фамилијата. така. Еве се наоѓаме овдека во Поречијата, во Горно Порече, во едно од 47 села во Порече, селото Горно Ботуче. Патуваме заедно низ Македонија, неодамна ќе си го поминавме цело Маријово. Еве, денеска сме во Ботуче и твоите импресии. Моите импресии као да се наоѓам исто во Марио. Исто и овдеки испустено, истата песна. Ништо ново. Природа има, убавина има, вода има, се има меѓутоа луѓе, стока, тоа исто како во Марио, така ја така запустено. Кога ќе пориш во градот, во Прилеп, кој ќе се со естафот твој, што си му обети, вака да речеме, и кој ќе пориш и во Врбско, и во Шилово, Витолиште, Дујње, па во Старавина, па одека во Поречијата, во Теквишијата, во Битолско, што си му обетите? Секогаш истите муавети. Тоа е стара приказна, жално за тоа што се случило. Некогаш овдека имало живот, имало народ, имало стока, меѓутоа денеска нема ништо како Марио, така и Порече. Значи планински ресела сите се испустени. Чаре да речеме? Чаре, тешко чаре да се најде. Мислам дека е премногу тешко. Ако некогаш власта се сети да почне како што западните земји прават етно села, тогаш постојат некакви можности, меѓутоа ние мислам дека нема да го доживееме и да го дочекаме тоа. Ние имаме на етно село на Воднако што чинеше 6 милиони евра. Во Македонија има над 1974 села кои што стварно се етно село градени, правени со векови. Така е, за жал така е. Почитувани мои, со мојот пријател Митре Грнчевски од Маријовското село Врбско. Ете, пред неколку дена бевме во Маријово за Света Петка во селото Сатока, поточно речено поранешното село Сатока, каде што денеска се наоѓа селото Бешиште. Отидовме за Пантелеймон во селото Полчиште, а еве денеска со неговиот джип дојдовме во Порече, некаде од Прилеп до овдека далеко околу 100 километри, во едно од 56 села, заборавени села во Горно Порече, селото Горно Ботуше. Додовме да направиме репортажа, да ви доловиме дел од историјата кој што ова село ја има од памтивека. Но едно овој би рекол, дојдете во селото Ботуше, овде во Порече, не само да видите што е рај, што е убавина, но и да го видите, така да речам, да ги видите овие населени места кои што стварно веќе се заборавени. Зоране, имам еден предлог. Пред да те ги раскажам моите приказни за мојата, така да речам, печалбарска одисеја, која ја започнав уште од мојата најрана младост и мојата жива книга, која ја бележам страница по страница, ја пишувам и допишувам се до ден денешен, предлагам да сегашниве мои, твои и на мои весоселани сознанија за моево село, како непорекливата драгоцена слика низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишени документи, со надеж дека помеѓу помладите пораѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, да ги преточиме во овој документарен запис, наречен мојот домаќин Саво Костадиновски. Предлогот со задоволство го прифатив. Првпат селото Горно Ботуше во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период,
Поточно речено, од 1020 година, за време на владењето на византинскиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византинските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Горно Ботуше припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многувековен бисер манастирот Света Пресвета Богородица, меѓу народот попознат како Поречки манастир, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, издадена во обновениот Поречки манастир, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година и исто така за Пресвета Богородица, меѓу народот попознат како Поречкиот манастир. Во пишаните томански дефтери, селото Горно Ботуше се споменува во томанскиот пописен дефтер број 4 од 1476-77 година, каде што се наведува дека во селото живеат 50 домаќинства, 10 неженити и 13 вдовици. Исто така во томанскиот дефтер број 16 од 1481-82 година за ова село е запишено дека селото брои 56 домаќинства, во пописниот дефтер со број 73 од 1519 година дека селото брои 56 домаќинства. Во пописниот дефтер со број 73 од 1519 година е запишено дека во селото живеат 75 домаќинства и 14 неженити, додека пак во томанскиот дефтер број 149 од 1528-29 година е запишено дека Горно Ботуше брои 76 домаќинства, 19 неженити и 12 вдовици, а според отоманскиот дефтер број 232 од 1544-45 година во Горно Ботуше живеат 78 домаќинства и 3 неженити. Ова место многу добро го паметам уште како дете, бидејќи јас овдека завршив 4 разреда во Ботуше. Овдека на секоја слава, на сведен што ние го викаме, се собиравме на ова место и ова место се вика на Ливада. На Ливада беше централното место и тука на Великден, Ѓурѓовден, на свадби, на се и се што овдека се собиравме. Сега кога гледам, не може ни да се помине натамо, едно тоа, а второ, луѓе кои што по тесна патека минуваат тамо поради тие чешмите. Има 3 чешми. Тоа, така да кажам. Дека селото Горно Ботуше на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишани документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Македонија, етнографија и статистика од Васил Кънчов, каде што е запишено дека во 1900 година во ова село живеат 400 жители. Според записите кои ги водел секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во 1905 година во Горно Ботуше живееле 444 селани, како и пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ.
Дека селото Горно Ботуше на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери антрополози и географи Петар Јовановиќ во неговиот научен труд Порече, издаден во 1979 година, за селото Горно Ботуше го забележал следното. Од најстари времења поречето село Ботуше се наоѓа на денешната локација во долината која ја создава Ботушка река. Селото Ботуше е поделено на два дела, Горно и Долно Ботуше, кои едно од друго се далеко околу 3 километри. Во Горно Ботуше во малото средок се наоѓа црквата Свети Никола, додека пак во Долно Ботуше црквата Света Богородица. Во малото Сеидија се наоѓа црквата Свети Јован. Двете села со вода за пиење се снабдуваат од неколку кладенци. Селото Ботуше е многу старо село. Доселенички семејни родови нема. Старински родови во Горно Ботуше се Мањовци со 30 куќи, чија куќна слава им е Свети Никола, и Бежановци со 6 куќи, чија куќна слава им е Свети Ѓорѓија. Во Долно Ботуше старински родови се Ралушиновци со 10 куќи, Чулковци со 7 куќи, чија куќна слава им е Свети Никола, а Слановци со 15 куќи и Сеидовци со 8 куќи, чија куќна слава исто им е Свети Никола. Иако ова село многу векови било под различни владенија, сепак образовниот процес никогаш не запрел. Почетоците на организираната просветна дејност во селото датираат од крајот на 19 век. Првото училиште се отвара во 1888 година, кое се наоѓало веднаш до црквата Свети Никола, а наставата ја изведувале селските попови. Просветните прилики во селото во текот на периодот помеѓу Првата и Втората светска војна останале на ниско ниво, како и до тогаш. Новата држава на красната Југославија во се обидела да му посвети поголемо внимание на образовниот процес. Се до 1941 година наставата се одвивала на српски јазик, а од 1941 па се до 1944 година на бугарски јазик. По ослободувањето на селото во месец ноември во 1944 година наставата се одвивала на мајчин македонски јазик. Ова се да ми кажете, од каде љубовта кон прозата и поезијата? Имате ли некој, да рече, во твоето семејство кој што во времето добро пееше, добро раскажуваше приказни? Имам. Пред се баба ми Стојанка, кај која што одраснав, она ми раскажуваше многу приказни. Прво. Второ, имам стрико Боге, кој бил прекрасен гардаџија, незаменлив гајдаџија. После татко ми покажа некои тетрадки кога бил во војна, после Сремскиот фронт, кога го раниле, останал во Винковци и во болница таму напишал неколку стихови. Една песна, еден стих ми остана во сеќавање, вели вака: а Берлина опасала га змија. Така што татко ми имал некој ген за творештвото, а моето творештво почна исто така некако на чуден начин на 13 години. Тие 13 години ја напиша мојата прва песна, како школска задача. Јас оваа година, почетокот на оваа година ја завршив 7-та книга поред, а за целото Порече имам напишано околу 10 збирки под наслов "Се од љубов за Порече и Порече". Во подалечното минато, селаните од селото Горно Ботуше учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во претилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Исто така,
него избегнуваат воените действија како и од првата и втората Балканска војна, така и од првата и втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски, речиси било сето население, а пак од мобилизираното машко население кое е било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае ниту гробнината. Овде сега се наоѓаме на централното место во селото Горно Ботуше. Овдека е пред 100 година предедо ми пра дедо ми Костадин, војводата, на кого го носам името, била неговата куќа. Од невнимание или па нарочито, бидејќи он бил покрај комита, бил и кмет. И наводно, колку што кажуваат мои блиски роднини, дека куќата е запалена, во секој случај изгорела до крај, и доста документација е изгорена и доста негово оружје што имал за против Турската империја што се бореле. Потоа за Костадин војводата сакам да кажам исто така дека кога дедо ми Дамјан по мајка е отиден во четата на Костадин војводата, дошле турците од зад селото Чафа, тоа од зад Добравода, одма е за Добравода селото Чафа и на селбата Средок, каде што бил дедо ми Дамјан. И кога дошле турците за да ги земате младите да не одат во војна против турците на Илинденското востание, веќе дедо ми бил заминат во сокомитите. Излегла сестра му негова за да им каже дека дедо ми не е дома, братот нејзин не е дома. Сестра ми Петра тогаш имала 17 години и сестра му Петра ја грабиле турците како данок затоа што дедо ми Дамјан отишол во комитите. Тие се најдоа точно после 60 години и тоа во Гостива. Воздушно не биле одвоени ни 500 метри. Но ете, дедо ми на 89 години, а баба ми на 87 години. И се најдоа случајно пред едно бифе, во еден разговор. Ова те прашам, од војводата има ли гробни на Земјските? Се наоѓа ли некаде гробот? Неговиот гроб не знаеме, ниту пак гробот на синот негов Васил. Тоа ми се податоци од мој прв братучет Дано Јанковски, он се презива Јанковски, а тоа е веќе друга тема, бидејќи нашите сите 5 браќа од татко ми го мениле презимето од Јанковски на Костадиновски, бидејќи предедо ми бил комита, на кого е испеана, слушам кај шумат шумите, а воедно бил и кмет. Сега, овде каде село во Ботуше, може ли да се лоцира каде му била куќата, да речеме? Овдека на оваа страна назад, еве да ви точно да ви кажам каде што оваа новата куќа, тука била лоцирана неговата куќа. И во тоа време од непознати причини пак ќе кажам дека куќата негова е запалена до темел изгорена. Ова е куќата, каде што е бабча. Каде што е бабчата. Да, ова ја бабчата има. Да. Ева таа видечка што викам да видена. Ја и дедо ти Дамјан го памта. Да, да. Памта. И така што тука е била и нашата пра лоза Костадин војводата. Он ја направил таа куќа со помош кога отишел 1880 година во Детройт на печалба. Kostadin vojvodata kapitano, kade je sin mi Kostadin vojvodata kapitano. Sin ti se majko oženi, sin ti se majko oženi,
Sin ti se majko ženi, zajedna Makedonka porobena. Sin ti se majko ženi, zajedna Makedonka porobena. Престанатите тројца мештани од селото Горно Ботуше би раскажаа многу и други приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, а вам, драги мои, делот не порекливата драгоцена слика за Горно Ботуше низ времето надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека помеѓу помладите горноботушани, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние попатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недоприни овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, а воедно многуте приказни на мојот пријател домаќин Саво Костадиновски, родом од селото Горно Ботуше, еден од многуте поети, прозаисти, патописци, есеисти и литературни преведувачи од поновата генерација во Република Македонија, кој поголемиот дел од својот живот го минува во туѓина, каде што неговата печалбарска одисеја ја почнува уште од најрана младост, а таа негова жива книга ја бележи страница по страница, ја пишува и допишува се до ден денешен, ќе ви доловам во наредната документарна емисија, преточена во документарниот серијал Саво Костадиновски, Печалбарска одисеја, жива книга.